Добро вечер ви посакувам во дневникот на телевизија Плюс за 10 јуни. Ова се настаните на денот. Заврши учебната година, учениците одат на распуст. И со онлайн настава до солидни резултати. Ке останат ли матурантите без фотографија и прослава? Во услови на пандемија, денеска заврши учебната година за основците и средношколците. Според секторот за образование, оваа учебна година ја карактеризираа потешкоти од здравствен, но и технички аспект. За основците и средношколците денеска е последниот училишен ден. Во Куманово наставата заврши за вкупно 10.307 ученици од основните училишта и 4.980 ученици од средните училишта. Според изменетиот календар за организација на работата на училиштата, почетокот на наставата годинава беше одложен за 1 октомври. Поради состојбата со коронавирусот, образовниот процес беше организиран по комбиниран модел, настава на далечина и часови со физичко присуство. Раководителот на секторот за образование при општина Куманово Александар Јовановиќ учебната година ја оценува како специфична, нетипична година за образовниот процес, година со многу потешкоти од здравствен, но и од технички аспект. Имавме многу здравствени проблеми. Имавме инфицирани ученици, наставници, работени, паралелки кои заминаа и повеќе пати во изолација, па дури имаше и смртни случаи на вработените во училиштата. Потоа, проблеми со онлайн наставата. Знаеме дека учениците од прво до трето одделение беа со физичко присуство во училиштето и другите ученици беа преку онлайн настава. Само учениците од средните училишта наставата по практична настава ја реализираа со физичко присуство и нормално сите тие со одредени здравствени протоколи. Исто така, реков, многу тешка, напорна година. Благодарност до наставниците, благодарност до учениците и благодарност и до родителите за истрајноста што ја покажаа во целата учебна година. Имаше многу проблеми. Проблеми од типот на немање IT уред, нестабилна или паѓање на интернет конекцијата. Потоа мораше и дел од родител, некои од родителите да бидат вклучени во не директно, индиректно во помош на учениците од пониските одделенија, бидејќи тие имаат таква способност да мора некој до нив да биде при ракување со IT уредите. Така да огромно признание за сите за истрајноста и еве заврши конечно учебната година. Министерството за образование и наука во соработка со Комисијата за заштита од заразни болести и Министерството за здравство ќе утврдува како ќе се реализира наставата од септември, во зависност од состојбата со коронавирусот. Со нетрпение го iščekуваме одлуката која треба да биде донесена од ресорното министерство на крајот на месецот јуни за тоа како ќе започне учебната година на 1 септември за учебната 2021-2022 година и доколку не прашувате, сите сме сложни, и наставниците, и ние во сектор, и вработените, и учениците, и родителите, дека онлайн наставата не може да го замени физичкото присуство на учениците и наставниците во училиштето и дека подобри резултати ќе даде и нормално е дека подобри резултати ќе даде наставата кога се реализира со физичко присуство во училиштето, така да искрено се надеваме дека Министерството ќе ги земе сите во обзир сите факти. Има многу истражувања на оваа тема и сите сме на исти став дека учениците од месец септември треба да бидат вратени во училишните клупи. Раководителот Јовановиќ посочува дека освен што ќе ја следат епидемиолошката состојба и насоките на ресорното министерство, воедно ќе се подготвуваат и за новиот концепт за основно образование кој што стартува за прво одделение и новите наставни содржини за четврто одделение. СВР Куманово информира дека вчера вечер во 20 часот полициски службеници лишиле од слобода 47 годишен кумановец, бидејќи при преглед кај него била пронајдена и одземена кафејава прашкаста материја. Тој бил приведен во полициската станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Исто така, вчера попладне околу 17 часот, полициски службеници од СВР Куманово по претходно пријавена поплака за семејни проблеми во куќа на 53 годишен жител на Ваксинце излегле на местото и при контрола во куќата затекнале двајца мигранти на возраст
од 36 и 39 години државјани на Пакистан. Мигрантите биле предадени во транзитен центар до нивното сослушување. Против сопственикот на куќата ќе биде поднесена соодветна пријава по целосно документирање на случајот. Онлайн наставата не беше пречка за учениците да постигнат солидни резултати, вела дел од директорите на средните училишта на последниот училишен ден. Како и претходните години, училиштата може да се пофалат со многу освоени награди со успешна реализација на проектите и на учењето од далечина. Во услови на пандемија со успешна онлайн настава, солидни резултати, повеќе освоени награди на локално, регионално, државно, но и на светско ниво, со одлична реализација на проектите од Еразмус плюс програмата, гимназијата Гоце Делчев ја завршува учебната година. Имаше некои мали технички проблеми кои што се соочуваа учениците, но секако тие во секој момент беа надминувани. За среќа немавме многу заболени ученици, така да и наставници и наставата комплетно се одвиваше како што треба од таа страна. Сме задоволни, можам да кажам, за тоа што учениците и покрај тоа што следеа онлайн настава беа успешни на сите надпревари што се организираа. Некои беа со физичко присуство, а некои беа и онлайн. Особено ќе ги истакнам првите награди по предмети биологија, физика, хемија, информатика. Но посебно задоволство ни направи кога ја добивме веста за ученичката Ања Спасовска, која што веќе се пласира за светска олимпијада во предметот хемија, која што ќе ја организира Република Јапонија, а надпреварот за жал ке се одвива онлайн. Во последно време можам да споделам радост и среќа и успех бидејќи во секоја учебна година ние имаме по некој ученик што не представува на светско ниво. Освен онлайн проектите од Еразмус плюс програмата, каде што учениците всушност го покажуваат своето знаење и вештина во областа на англискиот јазик, гимназијата изминатиот период организираше и онлайн средба со учениците од Руското училиште 13-та гимназија, со кое што соработува веќе 13 години, а во наредниот период ќе се одржи и онлайн настан со Француската гимназија, со која што исто така соработката е повеќе годишна. Пред една недела имавме многу навистина успешен концерт кој што се одржа во Центар за култура и сега по барање на учениците кои што не можеа да присуствуваат на тој настан, имаме реприза која што сега сме во договарање на термин и за тој термин дополнително ќе бидат известени и медиумите и учениците. Горди сме што нашите ученици се успешни на сите полиња, значи не само во науката, тука се и во уметноста, во техниката. Ке истакнам исто така дека нашите ученици зедоа учество и во наредна техника што организираше надпревари. Награди од областа на физика, хемија, биологија, математика и применета уметност. За разлика од гимназијата, во средното техничко училиште Наце Буѓони наставата се одвиваше комбинирано. Теоретските предмети онлайн, практичната настава со физичко присуство на учениците. Директорот Драган Јаневски е задоволен од постигнатите резултати на ниво на училиштето, а за учебната година вели дека поминала без потешкотии. Наставата помина, значи без никакви проблеми, значи се заврши како што треба, значи предвид нормално со скратената програма која што стартуваше од 1 октомври, немаше никакви отстапки од наставните програми, резултатите се на завидно ниво, отстапување, тоест неоправдани отсуства од часови немаше, релативно, значи се беше во рамки на нормала, така да наставната година се заврши како што треба. По повод крајот на учебната година, министерката за образование и наука Мила Царовска со видео обраќање се заблагодари на наставниците, учениците и родителите за успешно завршената учебна година во вонредни услови поради пандемијата. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на МВР, по однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 36 лица не ја почитувале, од кои во Куманово 19, 10 во Крива Паланка и во Кратово 7.
За истите ќе следуваат соодветни мерки. Исто така, во истиот период, само 3 лица не ја почитувале забраната за движење. Ке останат ли матурантите и годинава, без организирана прослава и заедничка фотографија? Се уште е непознато дали надлежните ке дозволат организирани матурски прослави. Дел од матурантите се организираат, но ги чекаат новите насоки. Со олеснувањата, прославите се дозволени, но без музика со максимум 100 гости. Од училиштата пак посочуваат, тие не организираат и не стојат зад прославите. Матурантите чекаат надлежните да донесат нови мерки со кои ќе им се овозможат генерацијски прослави. Се подготвуваат, преговараат со угостителските објекти, но олабавувањата за сега се ограничувачки, без музика со максимум 100 гости. Велат, значена ни е прославата, со тоа ги заокружуваме средношколските денови. Лани, поради пандемијата, прославите беа забранети. Размислуваме за славење на матура, бидејќи нашата генерација не беше на екскурзија и би ни било мило да прославиме барем малку, со протоколи се, со мерки, колку да се одбележи. Би ни било мило да се разделиме на еден фин начин, затоа што и последниве година и пол не можевме да се гледаме, а тие се неубавите години од еден тинеџерски период, некако сме во добри односи со нашите професори и би сакале, например, да се разделиме на фин начин, да прославиме, да си кажеме убав збор. Сепак 4 години сме поминале со нив. Пред некој ден бевме прашани од една повозрасна жена за тоа дали ќе славиме матура, а ние баш во преговори сите председатели се собравме и многу беше интересна случка, бидејќи луѓето сака да видат прослави и своите внучиња, да ги видат на слики, весели, завршиле средно училиште, но се здравието пред се првине најбитно, да видиме што како ќе се случи, па потоа, ако се овозможи, ќе прославиме. Од училиштата посочуваат дека тие не стојат за такви забави и нема да присуствуваат. Знаеме дека прават некоја организација во рамките на она што е дозволено во услови на пандемија во рестораните и кафеаните, ние како училиште не стоиме позади таква работа и нема да присуствуваме на такви забави што се ги организираат приватно матурантите. Ние како училиште не организираме матурски прослави, за жал навистина ова ќе биде втора генерација што не може да го прослави нивното завршување заедно со наставниците. И од секторот за образование при општина Куманово нагласуваат дека пандемијата ги спречи матурските прослави. За жал, COVID-19 вирусот ја ускрати можноста за оние прослави во рестораните, оние прослави кои беа типични за матурантите и кои со децении наназад ги красеа средните училишта. Прослави званично како училиште нема организирано, бидејќи на 20 мај мерките се уште беа активни за заштита од COVID-19 вирусот во рестораните. Сега од 1 јуни, откако мерките беа олеснети и олабавени за рестораните за прославите, класните раководители интерно во договор со своите ученици од класовите си организира така символична прослава. Во Куманово средно образование годинава завршуваат 1229 ученици. Речиси 200.000 евра општина Липково ќе потроши за изградба на спомен кула во Слупчане во чест на она. Договорот за изградба бил склучен минатиот месец, а вчера беше објавен на сајтот на Бирото за јавни набавки. Токму на местото каде што треба да се изгради споменобележјето, лидерот на ДУИ Али Ахмети на 20 годишнината од воениот конфликт положи свежо цвеќе со ветување дека спомен кулата набрзо ќе биде изградена. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Роамингот станува минато. Од 1 јули повеќе нема да важи за неколку соседни земји. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на својот Facebook профил објави дека роамингот од Македонија почнувајќи од 1 јули нема да важи за Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.
Министерството за надворешни работи информира дека денеска вршителот на работите во амбасадата на Република Македонија во Москва, Оливера Чаушевска-Димовска, е повикана во Министерството за надворешни работи во Руската Федерација, при што и била врачена нота за прогласување нон грата на наш дипломат аташе од амбасадата на Македонија. Министерството за надворешни работи искажува жалење за овој неоснован потек на руската страна, кој според МНР представува политичка одлука базирана единствено на начелото на политичка освета и која со тоа негативно ќе влијае на интензитетот на билатералните односи меѓу двете земји. Измените на Законот за работни односи кој беше усвоен на владина седница прецизно утврдува дека недела е ден на неделен одмор и гарантира дека за над 92% од работниците неделата ќе биде неработен ден, тврдат од Министерството за труд и социјална политика. Според нив, законот јасно ги дефинира дејностите кои ќе можат да работат во недела и станува збор само за дејности кои се неопходни за функционирање на државата. Вработените во овие дејности ќе добијат дневница повисока за најмалку 50% и слободен ден во наредните 7 дена. Сдруженијето на новинарите на Македонија го представи годишниот извештај за показателите за степенот на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во сите три главни индикатори на извештајот, како што е правната рамка за слободата на медиумите, позицијата на новинарите во редакциите и безбедноста на новинарите. Во 2020 година нема сериозни промени во медиумската сфера, но има зголемување на трендот на напади, односно состојбата со безбедноста на новинарите и медиумските работници не е подобрена за разлика од минатата 2019, туку напротив е влошена. Во 2020 година кризата со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19 дополнително ја влоши финансиската состојба на медиумите поради намалувањето на приходите од комерцијални реклами. Во 2020 година земјата бележи раст на скалата на Репортери без граница. Од вкупно 180 земји беше рангирана на 92-то место, што е за 3 места повисоко од 2019 година. Во последните 24 часа се направени 2411 тестирања, а регистрирани се 18 нови случаи на COVID-19. Од Скопје 8, Куманово 5, Кочани 2, Тетово, Крива Паланка и Кратово по 1 нов случај. Пријавено е едно починато лице од Скопје на возраст од 61 година кое е починато во болнички услови. Регистрирани се 31 оздравен пациент, од Скопје 11, Виница 3, Куманово, Кочани, Прилеп, Тетово, Битола, Кавадарци и Кичево по 2 и Струмица, Крива Паланка и Радовиш по едно оздравено лице. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 73 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот. По извештаите на болниците кои пристигнуваат во Министерството за здравство на дневна основа, во болницата во Куманово се хоспитализирани 15 пациенти. Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои се лекуваат на инфективните оделенија низ целата држава е 121 и има околу 500 празни болнички кревети во ковид центрите. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со привремени врнежи. Максималната температура се искачи до 25 степена, минималната изнесуваше 12 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со дожд. Дневната температура ќе достигне до 24, а утринската ќе биде до 12 степени Целзиусови. Ви благодариме на вниманието и на учениците им посакуваме убав летен распуст. Пријатна вечер.